Силен земјотрес во близина на ирачко-иранската граница однесе стотици човечки животи, додека илјадници се повредени. Земјотресот со сила од 7,3 степени се почувствувал од Турција до Кувајт. Епицентарот на земјотресот, според Американскиот геолошки институт, бил околу 32 километри од иранскиот град Халабџа. Се наведува дека со земјотресот биле погодени 14 ирански покрајини. На социјалните медиуми се шират видеа за тоа како граѓаните бегаат од своите куќи, посебно во градовите Касре Ширин, на границата со Ирак, кој претрпел огромни штети. Се наведува дека под урнатините имало луѓе. Иранската новинска агенција ИРНА јавува дека властите страхуваат оти бројот на загинатите и повредените би можело да биде поголем. Мочтаба Никердар, заменик гувернер на иранската западна провинција Керманшах, за државната телевизија изјави дека имало загинати во 40 села, но ќе треба време за да се утврди за колкав број станува збор. Се уште има луѓе под урнатините. Да се надеваме дека бројот на загинатите и повредените нема да биде многу голем, изјави тој. Од земјотресот многу села останале без електрична енергија и вода за пиење. Иранскиот председател Хасан Рохани побара од Министерството за внатрешни работи да преземе максимум напори за помош на погодените. Жртви имало и во Ирак, главно во Курдистан, иако засега нема официјални податоци за тоа. Ирачките новински агенции прикажаа слики на разурнати згради во околината на градот Сулејманија во Курдистан, наведувајќи дека имало над 50 повредени луѓе. Земјотресот беше почувствуван и во иранскиот главен град Техеран, како и во ирачкиот главен град Багдад. Исто така и жителите на југозападна Турција, на Израел и на Кувајт велат дека го почувствувале потресот. Иран се наоѓа во интензивно трусно подрачје и честопати е погодуван од катастрофални земјотреси. Во потресот што го погоди Иран во 2003 година со сила од 6,6 степени загина околу 26.000 луѓе, а беше уништен историскиот град Бам.